Ви благодарам многу. И како за почеток, јас сум навистина многу среќна што сум дел од овој комитет, бидејќи на самиот почеток на мандатот го заокружив прво овој комитет, бидејќи кога ќе ви кажам што работам, ќе ви биде јасно. Јас сум Велика Стојкова Серафимовска, прв пратенички мандат во рамките од ВМРО ДПМН. Мајка, супруга, мајка на 2 полнолетни деца, македонка. Цел живот живеам во Македонија, тука сум родена, израсната во Скопје, поточно. По струка сум етномузиколог и доктор по фолклористика, доктор на наука по фолклористички науки, а истовремено сум и експерт на УНЕСКО за заштита на нематеријално културно наследство, што мислам дека навистина можам да дадам голем придонес во работата на овој комитет. Во својот скоро 30 годишен веќе ангажман во рамките на етномузикологијата, ја имам истражувано цела Македонија, имам посетено поголем број од селата во Македонија, но не само македонските, туку и албанските, турските, српските и сите други села, што значи дека мојата посветеност кон истражувањето на културата, фолклорот, традицијата и основните антрополошки и социјални вредности на народите кои што живеат во Македонија е покажани на дело и во многу научни трудови. Она што сакам да го истакнам е дека како УНЕСКОв експерт сум меѓу другото автор и на двете добра кои што се впишани на листата на УНЕСКО, а едното е Хъдърлес и Рделези, чии носители се турците и ромите во Македонија, што значи дека соработував доста со турското и ромското население во цела Македонија, а другото е обичајот Мартинки, и двете беа мултинационални досиеа, што значи дека беа вклучени повеќе држави, а во однос на досието Мартинки, исто така, гордост ми е да кажам дека покрај македонското население, кој е главен носител на ова нематеријално културно добро, се јавува и албанското население. Од таа причина сметам, како човек кој што доаѓа од науката, меѓутоа и од образованието, бидејќи сум и професор на факултет во високо образование, сметам дека овој комитет е исклучително важен за доближување на различните етнички заедници кои живеат во Македонија и кои што ние треба да ги истакнеме како нашето најголемо богатство. Исто така, сметам дека досега не е направено доволно во оваа насока. Пред се, ако тргнам од аспектот на образование, бидејќи ние не треба да се делиме, туку треба да бидеме заедно. Повикувајќи се на УНЕСКОвите конвенции, кои што ние ги имаме ратификувано, а една од најважните е Конвенцијата за почитување на културната разноликост кај народите, сметам дека ние се уште не ја немаме соодветно имплементирано и сметам дека овој комитет може да даде голем придонес во однос на притисокот кон надлежните институции да ги имплементираат овие конвенции, кои што можат да ни послужат како одличен водич во понатамошното уредување и работење не само на ова тело, туку и на други институции во државата, каде овој проблем е занемарен или е релативизиран и насочен во друга област. Сметам дека ние, како општество, можеме да изградиме одличен соживот само доколку се почитуваме, доколку ги почитуваме своите култури, своите културни различности, но и своите културни сличности. Бидејќи имав можност и се уште работам на терен да видам колку ние заеднички прославуваме празници, имаме многу заеднички верувања, имаме многу слични традиции, сметам дека треба да тргнеме од таму. За да објасниме и да видиме дека колку што сме различни, толку сме и исти. Ние треба да градиме заедничка културна и колективна меморија, но тоа можеме да го направиме само доколку се почитуваме едните со другите. Затоа, навистина, уште еднаш ќе кажам, сум среќна што сум дел од овој комитет и се надевам дека моето искуство до сегашно, а и идно, кое што секако ќе го градам и ќе го добивам, ќе можам да го дадам како придонес во развојот на оваа наша мултиетничка заедница. Ви благодарам.